Нашиот закон и покрај тоа што во насловот има спречување, зборот спречување, всушност е насочен кон она што се вика казнена политика, односно реактивно делување. Тоа значи дека имаме индивидуални повреди, луѓето треба да поведат некаква процедура, да ја изведат до крај таа процедура и на крај врз основа на тоа да биде донесена одредена одлука. Меѓутоа, ваквиот начин на постапување дефинитивно веќе во голема мера е надминат, затоа што не ги дава саканите резултати, посебно пак кога станува збор за вакви групи како што е ЛГБТ популацијата и слично. Имено, индивидуалната жалба вообичаено значи еден случај. Решението за тој случај воопшто не значи дека ќе се примени на други случаи. Тоа го имаме, да речеме, како многу јасен пример, еве со на некаков начин решеното прашање во однос на учебникот по педагогија и слично, и повторно ни се појавува девијантноста на појавата во семејните студии. Тоа значи дека тоа што постои на некаков начин изведена процедура во рамките дури и на комисијата и слично, воопшто не се рефлектира на се она што представува поширок третман на проблематиката. Вториот елемент зашто реактивната улога веќе постепено се турка на втор план, посебно во развиените демократии, е товарот кој што го добива жртвата. Имено, независно од тоа што постои обратен товар на докажување и слично, сепак на страна на жртвата е дека треба да се реши, да отиде и да поведе некаква процедура. Тоа значи дека некој треба да знае, некој треба да сака, некој треба да собере сила, треба да се спротистави на се она што представува социјално пожелно однесување и после тоа на овој или оној начин спрема него да се однесуваат заради тоа што воопшто ја повел постапката. И третиот елемент, тоа се оние ситни акти на дискриминација, кои што се најчесто дел од структурната дискриминација, и сега човек не може за секое ситно дискриминирање да оди и да поведува процедура. Ама тие кои ќе се соберат на куп, тие стануваат всушност непријателска атмосфера во која што треба некој да живее токму заради своите карактеристики. Токму проактивното делување подразбира создавање на такви програми, создавање на такви политики, создавање на таков облик на генерална поддршка, кој што треба да спречи доаѓање до ситуација на дискриминација, а не казнено да делува. И тука доаѓаме до оној вториот елемент кој што сметам дека е многу важен, а тоа е поврзан со општества како што е нашето, во кое што постои многу низок степен на разбирање на тоа што е дискриминација и кои се последиците од дискриминацијата и слично. Имено, казните воопшто го немаат тој ефект кој што ние можеме да си замислиме дека ќе го имаат. Напротив, ако некого го казниме, многу често се развива само поголем анимозитет на тој кој што е казнет кон оние заради кој што е казнет. Тоа значи дека ние мораме да појдеме по линијата на едукација наместо на казнување. Заради тоа мене ми е многу жал што во процесот кога се правеше законот е извадена цела една глава која што беше сместена во законот, а тоа е главата за медиација. Токму медиацијата требаше да доведе до онаа ситуација на тивко решавање на работите. Тивко, прво заради поголема заштита на жртвата, меѓутоа тивко и со цел пробивање на едукативниот елемент. Имено, некој, да речеме, директор на основно училиште направил дискриминација и се ја можам да го тужам, да го носам на суд и слично, ништо нема да променам. Меѓутоа, ако започнам процес на спецификувана медиација, можеме да дојдеме до многу е досадна оваа мувава, можеме да дојдеме до ситуација кога ќе се појде кај тој директор, ќе му се објасни, ќе се објаснат елементите кои што го прават одреден чин дискриминаторски и на тој начин ќе се избегнат идните случаи
на можна дискриминација. Значи, лично мислам дека генерално треба да почнеме да дискутираме за промена на законот во овие две насоки. Прво, внесување на проактивниот елемент како обврска на државата за создавање на атмосфера, на услови за недискриминација, не зголемување на казните и проширување на казнената политика, и второ, внесување на обавезната медијација која што ќе ги заштити и жртвите, меѓутоа која што ќе ја внеси и едукативната димензија.